врска со сообщението за јавноста на СДСМ Охрид ви известувам за следното. Јас прво би ги запрашала СДСМ дали знаат во каква финансиска состојба го оставија предпријатието. А сигурна сум дека знаат. Само да ги подсетам. Оставија долг према доверителите од 50 милиони денари. То се обврски кои што не се плаќани во периодот во кој што настанале. Понатака долг према Охридска банка по кредит од 16 милиони. Кредит кој што бил репрограмиран на 3 години, во тие 3 години не се плаќал ниту главницата е враќана, ниту каматата. На крај, ланскиот период, негде во март, заврши првиот репрограм. Услов за да го направиме ново репрограмирање беше исплатата на 4 милиони затезна камата. Со таа затезна камата комуналец можеше да купите едно ново возило за смет. Или, ако не го платевме, требаше да се откажеме од дел од недвижен имот во градскиот пазар. И последниот дел, кој што е најголем, тоа се судските извршни решенија, кои секојдневно стигаат во судот за наплата. Тие се некаде 158 на број и изнесуваат 37 милиони 809 илјади денари, без камата. Во 2013 година, кога дојдов на чело на ова јавно предпријатие, затегнав буквално возен парк кој што не функционира. Односно стари возила, иако во 2010 беа набавени возила, ма сите беа половни. Постари од 15 години. Возила кои што не можат да се користат во 3 смени. Јавноста знае дека Охрид е туристички центар и во летниот период користит возила кои што се користат во 3 смени, односно 24 час. Возила, тој капацитет може да го искористи само ново возило. Понатака имавме недостиги на мали возила, затоа во ланската летна сезона позајмивме од комунална хигиена од Скопје, исто и оваа година. Значи, имаме недостиг на тие возила кои што ги користиме во стариот дел на градот и во некои сокачиња кои што се во приградските населени места. Во зимски услови, тие мали возила буквално не можат да го одвезуваат сметот на депонија Буково. За тој период ние вршиме претовар во кругот на механизацијата, односно тоа се врши во рок од еден ден. Ние не ствараме тама депонија, ние го носиме сметот во депонија Буково. За депонијата Маоцкер би кажала дека се гледа дека сметот од кој период е депониран таму. Не може да се рече дека од една година е сметот, него тој смет е малку одавна остаен таму. И ако се користела во зимен период како претоварна станица Маоцкер, требало одма, после периодот на претовар, да се истиот смет однесе на депонија Буково. Јавното предпријатие Охридски комуналец, локалната самоуправа, градоначалникот Никола Бакачевски навистина вложуваат големи напори, прво како за почист град, бидејќи ние и за тоа постоиме, за да ги задоволиме потребите на граѓаните, а и од друга страна да го застаниме предпријатието на здрави нозе, да трни онамо каде што навистина треба да се движи во правец, во кој што треба да имат современо подигање на смет, треба да имат одговорност према вработените и према граѓаните на општина Охрид.